на Канал 8. Добро дојдовте. Бројот на позитивни на коронавирусот во Кочанско продолжува да расте и надмина 100 активни лица. Поради тоа се одржа седница на Општинскиот кризен штаб, на која беше разгледана состојбата и се донесоа заклучоци за превентивно дејствување, меѓу кои и апелот до граѓаните за строго почитување на мерките за заштита и за спречување на ширењето на заразата. Тони Ајтовски ги има деталите. За само неколку дена, бројот на активни на коронавирусот во Кочани се зголеми за 40 и ја надмина границата од 100 позитивни. Драстичниот пораст го алармираше Општинскиот кризен штаб да одржи итна седница, за да се донесат одлуки како понатаму да се дејствува. Главен заклучок од состанокот е да се засили јавната кампања за строго почитување на мерките за лична и колективна здравствена заштита. Може би се надевавме дека ќе не одмине нас сценариот у Штип, ќе не одмине сценариот у Беру или Делчево што се случува летото. Сега дојде и кај нас. Ќе ги засилиме сите мерки што ни се повластува, тоа што можеме. Ние не можеме се. Меѓутоа треба сите инстанции, сите институции да се вклучат во оваа борба против корона криза. Затоа што гледаме дека се најавува уште посилен бран и уште поголема броја. Пациентите да не ги кријат симптомите. Од друга страна, кога ќе се каже дека имаме позитивен во една фамилија, значи јасно и гласно се знае дека таа фамилија е во изолација. Значи целосно од фамилијата во тоа место, во тој стан. Најчесто имаме проблем со тинејџерите, не сака да послушат, барем моја искуство. Значи не сака да останат. За ги замолувам сите да ги слушат протоколите на матичните лекари. Како една од можните причини за брзиот пораст на бројот на позитивни е што се организирале приватни прослави со помасовно присуство, без при тоа да се почитуваат мерките за заштита. Не може да повикате 20 на ваши пријатели да направите една забава, бидејќи еден да имаме таму, ние ќе имаме веќе 20 пута 4, 3,5, да израчунете кои се тие бројки. Значи, ако се вратиме наназад на некоја една недела наназад, ќе видите дека две вакви забави може да бидат причината зошто ние сега имаме вакви бројки. Сега, бројките не се толку алармантни, али се доволен доказ дека треба да се преземат мерки. И поради тоа апелирам до граѓаните за нивната совест дека вакви, како да кажам, дружења не се прифатливи и дека треба да се воздржат од истите барем неколку месеци додека не поминува период. Од надлежните институции се бара да ги интензивираат контролите на терен и кон прекршителите, без разлика дали се поединци, угостителски објекти, производни компании или други субјекти, да се изрекуваат законски санкции. Ако една жена е суспектна, пример кажувам за да бидеме појасни, значи жената е поставена во изолација, работи во конфекција, значи има контакти многу. Не може мажот да оди на работа. Значи, од кога е земен тестот, целата фамилија е во изолација. Од одделението за внатрешни работи, како и од другите надлежни институции, истакнаат и преземаат соодветни мерки за превенција, но и за санкција на оние кои не ги почитуваат протоколите и мерките за заштита. Од страна на полицијата се евидентирани дури 117 кривични дела и се поднесени 67 кривични пријави. По член 6 од законот за кривичниот законник, односно непостапување според здравствените прописи. А дури 4 лица се упатени и на строга изолација, односно карантен. Постојано се презимат мерки против граѓаните кои не ја почитуваат и уредбата за носење на заштитна опрема на лицето, уредбата со законска сила. И исто така, значи, изворам бројки кои се околу, значи точните бројки постојано се менуват. Имаме околу 711 прекршочни платни налози во рок од 6 месеци за лица прекршители кои не ја почитуваат уредбата за носење на заштитна опрема на лицето. Градоначалникот Илиев уште еднаш ги повика граѓаните строго да се придржуваат кон мерките за лична и колективна заштита. Да максимално се придржуваат на сите мерки и препораки
издадени од надлежностите и да спречиме понатамошно ширење на COVID-19. Препорака до надлежните служби, во колку има и понатаму лица кои што нема да се придржуваат и да ги почитуваат мерките и препораките, тогаш преминуваме кон непопуларните мерки, односно казнените одредби кои ни стојат според позитивните законски прописи. Да препорачаме на граѓаните кои што се ставени веќе со изолација или извршено тестирање и има добиено решение од санитарниот инспектор да максимално се придржуваат на мерките во делот на изолацијата. Со ова појава и со ова зараза можеме да се избориме само со максимално почитување на сите мерки и препораки и ништо друго. Општинскиот кризен штаб на Кочани донесе заклучок да се откаже организирањето на традиционалниот кочански панагюр. Исто така беше побарано да се почитува одлуката за организирање на градскиот пазар со обезбедување безбедно растојание меѓу тезгите и купувачите. Обуката на 1600 наставници од основните и средните училишта од земјава за користење на новата национална платформа за учење на далечина заврши. Сега тие треба да ги обучат своите колеги и да им го пренесат знаењето и вештините за платформата, која Министерството за образование и наука веќе ја презентираше. Заврши обуката на наставниците за новата платформа што ја подготви Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство Финки, а преку која ќе се одвива унифицираната настава од далечина во Македонија. Од секоја основно и средно училиште во земјава беа определени наставници кои ја поминаа 3-дневната обука, а потоа тие ќе ги обучат колегите. Министерството за образование и наука во соработка со Финки и Бирото за развој на образованието ги спроведе обуките на наставниците. Обуката почна во четвртокот, а траеше до сабота. Со неа се опфатени 1600 наставници и резервни наставници, кои понатаму ќе треба да им го пренесат знаењето за користење на платформата на своите колеги во училиштата. Предавањата ги одржуваа 30 национални обучувачи, кои беа избрани од редовите на наставниот кадар во основните и средните училишта од различни општини во земјава. Мастер тренерите претходно ги поминаа потребните обуки за да може да им ги пренесуваат знаењето и вештините за платформата. Пред официјалното пуштање на платформата во употреба на 1 октомври годинава ќе претходат низа тестирања, велат од Министерството за образование и наука. Инаку предвадена, Министерството за образование ја презентираше националната платформа за онлайн учење. Ке има квизови со прашања и ќе се учи интерактивно. Властите тврдат дека платформата е лесна за користење и практична. Ја има на 5 јазици: македонски, албански, турски, српски и бошњачки. Националната платформа за онлайн учење ја креира Министерството за образование и наука заедно со Факултетот за информатичко инженерство и компјутерски технологии. Дуото Харпијан, кое го сочинуваат музичарите Благој Николов и Андреј Наунов од Кочани, викендов приреди концерт на популарна и класична музика на хармоника и пијано. Настанот се одржа на отворено на платото пред салата Асно, а е дел од програмата на Министерството за култура. Вистинско музичко уживање со звуците на чардаш, унгарски танц, либертанго, танго за Клаудија и други познати композиции приреди за кочанската публика дуото Харпијан, изведувајќи ги на хармоника и пијано. Получасовниот настан, проследен со аплауз и воодушевување од присутните, помина во еден здив, како вистинско освежување во скромниот овогодишен летен културен набој што е на самиот крај. Дуото Харпијан го сочинуваат Андреј Наунов, познат клавирист и музичар со кочанско потекло, кој живее и работи во Скопје, и Благој Николов, негов соученик, музичар и наставник во основното музичко училиште Ристо Јуруков. И двајцата беа задоволни од настапот и од позитивните реакции на публиката. Иницијативата е заедничка, се роди лани некое време ова време, дека треба нешто да направиме за Кочани како одговорност наша лична, особено моја, затоа што тука сум роден, тука сум израснат, зреен и сега веќе сум у Скопје, надвор од Македонија и чувствувам лична една моја одговорност дека треба да допринесувам таму кај што можам најмногу у полето на културата за мојот роден град. Но сепак морам јавно пред сите да му се заблагодарам на наставникот Благој Николов, кој што од друга страна доста се радувам за тоа што е успешен и како педагог. Гледам дека
има еден расат на талентирани музичари, а Кочани секогаш е расат на добри музичари, кој повеќе, кој помалку успешен, но еве на пример јас у моите кругови имам неколку да ги издвојам, како Верица Ламбевска, Верица Ајтовска, Зоран Данилов. Тоа се едни луѓе, Симон Облешевски, едни луѓе кои што се мој ужи круг, а се успешни. Шо опера, шо филхармонија, танец, значи Кочански расат распослан у културните институции на Македонија, особено низ Скопје. Беше ми чест баш во нашиот град што го одржавме овој концерт. Се надевам дека ќе продолжиме натаму. Дуото Харпијан нема да застанеме тука, ќе продолжиме со следни предизвици во пошироки рамки. Концертот на дуото Харпијан се одржа според предвидените протоколи за организација на културни настани, со почитување на мерките за заштита и спречување на ширењето на коронавирусот. Инаку, овој музички настан беше дел од годишната програма на Министерството за култура. Осма вечер на македонскиот афоризам се одржа во Кочани како дел од репертоарот на овогодишното издание на Драмскиот аматерски фестивал. Се читаа афоризми, а беа доделени дипломи на наградените афористичари од конкурсот. По неколку месечно одложување заради здравствената криза со COVID-19, Сдруженијето на граѓани Афористичка репрезентација на Македонија ја организираше осмата поред вечер на македонскиот афоризам. Во скратена и поинаква форма заради коронавирусот и со отсуство на музичка точка на народни инструменти и на гостите од странство, а со настап на домашни афористичари, беа доделени дипломите на наградените афористичари од конкурсот. Конкурсот заврши во редовниот термин таму до крајот на март. Беа прогласени добитниците на наградите, добија награди она што следува по нашите прописи. Денес ги им дадовме само дипломи. Прва награда освои Јупчо Силјановски од Скопје, втора Ацо Ѓорѓиев од Струмица, трета мојата маленко Сијана Атанасов и беше доделена пофалница за Витомир Долински за неговите афоризми. Специјална златна плакета што традиционално ја доделуваме на личност која има голем допринос за македонскиот афоризам. Годинава таа награда отиде во рацете на Христо Филчевски од Струмица. Инаку најголемиот дел од содржината на нашата манифестација е настапот на колегите афористичари во живо. Имавме годинава 8 учесници, тројца од Кочани, еден од Скопје, Маријан Ангеловски, од Велес Атанас Крлевски, од Струмица Ристо Филчевски и Ацо Ѓорѓиев. Од Кочани бевме јас и Јане Атанасов, Ружа Стојмилова и Ванчо Арсов. Читавме афоризми од нашето најново порештво во 3 круга и мислам дека малобројната публика со оглед на ситуацијата во која се наоѓаме остана задоволна како и секогаш. Организатор како и секоја година е Сдруженијето на граѓани Афористичка репрезентација на Македонија под покровителство на општина Кочани, а во склоп на репертоарот на Драмскиот аматерски фестивал. Еколошкото здружение Грин од Кочани во соработка со Драмскиот аматерски фестивал организираше екокултурен настан на кој група млади уметници сликаа и своите чувства ги излеаја на платно. Се читаше и поезија, а имаше и музички хепенинг. Како дел од овогодишното издание на Драмскиот аматерски фестивал се одржа културен еко-настан на кој талентирани уметници од Кочани, членови на еколошкото здружение Грин, сликаа на разни теми и ја покажаа својата креативност. Станува збор за уметниците Ива Атанасова, Ангела Иванова, Нина Савева и Мими Војновска, кои меѓу другото успеаја и да продадат дел од своите креации. Сликањето беше збогатено со музика. Свиреа Јован Стојанов и Матеј Јосифов, а поезија читаше Дејана Петревска. Имавме сликање во живо, односно 4 уметници од градот Кочани се пријавија и има можност да го покажат својот талент и својата креативност. А дури некои од уметниците успеа и да ги продадат своите креации на крајот. Првата замисла ни беше да ставиме некоја еко тема, што ќе одговара со нашето здружение, но моје мислење е дека никош што треба да ги ограничуваме уметниците, највише со теми и на крајот се одлучивме за солона тема,
На културниот настан беа доделени и награди на победниците од конкурсот, кои добија урамена слика, акрилни бои и платно, како и членство во Огрин. Стојанов рече дека екоздруженијето не застанува тука. Во наредниот период повеќе ќе се насочат кон еколошките акции. Се планира акција за расчистување на делот околу општата болница во Кочани, како и Браната градче. Следува информацијата од спортот. Викендов се одигра четвртото коло во првенството на втората фудбалска лига Исток. И Осогово и Слога 1934 освоија по 1 бод против своите конкуренти Брегалница, односно Кожув. Фудбалерите на Осогово постигнаа мал подвиг на надпреварот од четвртото коло во втората македонска фудбалска лига, во која освоија бод на тешкото гостување во Штип против лидерот на табелата Брегалница. Очекувањата дека жолто-сините ќе се вратат барем со чесен пораз, овој пат не се остварија, на задоволство и на играчите и на верните навивачи на кочанскиот второлигаш. Ретко кој пред почетокот на надпреварот можеше да предпостави дека со резултат 1:1 епилогот ќе биде многу поповолен и ќе се освои важен бод токму на соседското дерби. Посебно што штипјани во првите 3 кола беа без пораз и се наоѓаа на врвот на табелата, а гостите од Кочани беа аутсайдери поради лошата игра на самиот старт од сезоната. Надпреварот што се одигра во вечерниот термин под рефлектори, како да беше мотив повеќе да се направи изненадување. Иако домакините ја имаа иницијативата и контролата над топката во поголем дел од 90 минути, сепак на крајот тие мораа да се помират дека остануваат без планираните 3 бода. Првиот гол го постигна Брегалница дури во второто полувреме. Стрелец во 59-та минута беше Митрев по изведениот корнер од десната страна, при што прецизно стрелаше во мрежата на гостинскиот тим. Сепак, радоста на домашните фудбалери траеше само 5 минути. Жолто-сините изедначија во 64-та минута со голот на Далчевски, откако топката претходно беше изфрлена по изведениот корнер. И покрај обидите на фудбалерите во сини дресови да го променат резултатот во своја корист, тоа не им успеа. Осогово во Кочани се врати со важен бод. Во следното 26-то коло на Никола Мантов ќе гостува Слога 1934. Виничкиот второлигаш пак во ова коло беше домакин на средбата со Кожув и исто така играше нерешено 1:1. Колку незгоден противник беа гевгеличани, говори податокот што тие први дојдоа во водство со погодокот на Зурмовски. Израмнувачкиот гол во 49-та минута за домакините го постигна Иванов. Во рамки на надпреварите од Купот на Македонија, Слога в среда ќе биде домакин на екипата на Шкупи. Почитувани, тука ги завршуваме вестите на Канал 8. Останете и понатаму со нашата програма. Довидување.